Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е академик Абдулменав Беџети. Господине Беџети, веќе се чувствува растот на цените, особено на храната. Стопанството алармира дека се очекува нов бран на поскапување до 50%. Какви ќе бидат последиците од инфлацијата? Па секако веќе инфлацијата тековно достигнува околу 4% реално, пресметано по индексот на цените на мало. И тоа секако дека не може да остане на ниво кој беше проектирано. Вие знаете да беше проектирано по 2%. Може би годината ќе заврши со негде 4,5-5% инфлација, според индексот на цените на мало. И мислам дека тоа е веќе сериозен сигнал дека нешто ќе треба тука да се води многу внимателно, да се дизајнираат политиките, затоа што тоа удира, односно директно во тоа што значат производи кои учествуваат во тој баскет, нели, во таа корпа на производи, кои што претежно се доминираат од прехранбени производи, а тоа не е нешто нестандардно кај земјите во развој. Обично прехранбените производи во таа корпа учествуваат доста сигнификантно, до 40%. Тоа секако може да погоди основните прехранбени производи, почнувајќи од жито, леп, нели, житарица, млеко, масло и другите прехранбени производи кои што се семејства социјално загрозени, многу тешка состојба. Во таа смисла не мислам дека овој алармирање што беше дадено од стопанствениците е реално до толку, барем не за овој период, збориме за 3-4 месеци, освен кај енергенсите, кој што веројатно ќе биде сериозна состојбата во тој дел, а нормално енергијата е инпут на секој производител, на секој транспортер и по тој верижен систем влијае во преносот, покачување на енергијата влијае во покачување на цените. Земјава генерално е зависна од увоз, а во Европа и светот цените на храната и на енергенсите исто така растат. Како тоа ќе се одрази врз Македонија? Прво, енергетскиот биланс на Македонија, како што знаете, е негде 80% зависи од термоелектрани. Значи, производство на таа основа, негде 20% на хидроелектрани. Тоа уште повеќе ќе погоди со тоа што хидрорезервите и потенцијалите се доста потрошени и акумулациите на хидропотенцијалите се на историски можеби најниско ниво и тоа веројатно многу ќе не погоди. Од друга страна, знаете дека со либерализација на енергетскиот пазар, многу компании кои што влегуваат либерално да набавуваат, склучиле договори кои што испорачателите на енергијата не ќе можат да ги исполнуваат. И веројатно тамо може би да дојде и до 40-50% поскапување на испорачените производи од енергетскиот биланс. Тоа ќе го комплицира многу состојбата и веројатно ќе треба алтернативно да се замисли, односно да се наоѓаат решенја од каде би можело комплементарно за одреден временски период 3 до 6 месеци да се малку зајакне тој капацитет. Веројатно ќе се ангажираат дополнителните капацитети на термо, но со увоз на јаглен и поквалитетен јаглен. Така да тоа се можностите и комбинациите и веројатно ова ќе потрае, затоа што доаѓа и сезона на побарувачка за електрична енергија и побарувачка на енергенси. Било да се тоа нафтени деривати, било да се тоа електрична енергија и сето тоа дополнително ќе го комплицира состојбата. Владата сериозно треба да разгледува енергетскиот биланс и да најде начини и модалитети како тоа малку да го контролира. Подготвени ли сме да се соочиме со ценовните шокови кои следуваат, особено за најавите за зголемувањето на цените на гасот, на нафтените деривати и на струјата? Дали сме подготвени, не сум многу сигурен, бидејќи, као што знаете, целокупно се променети условите во однос како енергетскиот пазар се снабдува, односно функционира.
не бевме подготвени толку до тоа ниво за да можеме одеднаш да оди целосно во таа либерализација, во смисла на тоа дека и тие што влегуваат во пазар, што се лиценцирани компаниите за продажба на електрична енергија, веројатно ќе имаат потешкоти во нивните биланси. Ја не ги знам нивните биланси, веројатно Стопанската комора ги знае подобро, зашто тие се членки нејзини и веројатно испорачале и податоци, кај што ќе дојде во состојба да тие испорачатели ќе покажуваат огромни загуби, претпоставувам нивните биланси веќе покажуваат дубиози и компаниите кои што имаат склучени договори со нив не ќе можат да ги реализираат своите договорени односи. И во таа ситуација, согласно системот, значи веднаш доаѓа до следниот според законот, според регулативата, доколку испорачателот не е во можност да тоа го исполни, треба да дојде по автоматизам до другиот испорачател. А тоа доаѓа до системот на пак ЕВН да го снабди тој пазар, тие надоместоци на тие договори и тогаш нормално по други цени. И тогаш најнормално дека тоа ќе се прелива и во крајните потрошувачи и tekako со големо влијание. Какви мерки треба да преземе државата во ваква ситуација? Видите, тука ни немам голем широк опсек и простор во тој дел, затоа што знаете дека резервите не се на таа кондиција, така наречените стоковите резерви кои што некогаш сме ги имале како нафтени деривати и слични, кои што сме ги имале во поголема кондиција, претпоставувам денеска не е тој капацитет на стоковите резерви, не само на енергенсите, туку и на овие други основни производи, од типот на житарица, од типот на жито резерва, од типот на масло за јадење и слично, месо и месни производи и така натаму, кои што во времето стоковите резерви имале голем капацитет за да можат најмалку 3 до 6 месеци да интервенираат на пазарот, а тоа било единствен меканизам на влада за да може субвенционирано да делува. Моментално мислам дека капацитетот на стоковите резерви е на многу низок ниво. Во услови на зголемување на цените, во Македонија генерално е слабо производството на бела техника, на автомобили и на друга технологија. Единствен надутни е аграрот, но зошто со децении не успеавме да поттикнеме поголемо домашно производство на храна? Тоа е структурален проблем, на жалост, значи и не е нешто што може решение да се најде за краток рок, затоа што запустеното земјоделие и покај сите субвенции кои што владите ги давале и во минатото многу, вие знаете дека субвенциите во земјоделието зафаќаат над 130 милиони евра во буџетот, а заправо покажале дека тие не генерираат ефекти. Односно, аутпутот не е на ниво како што е пораснат инпутот. Затоа што моделот бил погрешен. Имено ние, наместо да субвенционираме производ, ние сме субвенционирале површина. Значи, колку хектари имате посеано, а не колку од тие хектари сте произведеле. И мислам дека сега веќе владата сериозно размислува и целосно да го промени моделот, наместо да ги даде субвенциите на инпути, на влезните компоненти, како што се површина и слично, или посеани површини и така натаму, на делот на базирано на производство. И ова мора да се промени, меѓутоа ефектите од тоа можат само на долгорочен план да се подобруваат. Треба да се размисли начин како да се потикне производството, односно на некој начин да биде тоа попродуктивно. Инфлацијата во Европската Унија е највисока од 2008 година. Дали очекувате таа да биде привремена или трајна? Не само од 2008 највисока инфлација. Во Европа Германија забележува највисока стапка на инфлација од 93-та навака. Значи се работи за рекордна стапка на инфлација после 30 години. Така да проблемот е навистина многу сериозен од таа гледна точка и мислам дека долго време инфлацијата не бил некој проблем. Генерално и во Европа, но и кај нас, као што знаете. 2009 година се суочевме заради финансиската глобална криза тоа време, ние стигнавме некаде до 8% инфлација, ако се сеќате.
и веројатно тој ризик е реален и сега. Затоа ќе треба, например, многу внимателно да се следат овие состојби, бидејќи тоа се прелива, сакајќи ние или не, значи ќе се прелива и кај нас, затоа што ние сме многу зависни од Европа. И од аспект на извозната компонента, но уште повеќе од увозната компонента. Ние само со Германија имаме суфицитарен трговски биланс. Во други земји, генерално со Европска унија, ние сме дефицитарно. И од тука ќе треба да се вода сметка за начин како ќе се балансираат тие состојби и колку таа увезена инфлација, условно кажано, ќе не погоди нас. Сигурно дека тој проблем треба да се анализира и да се следат состојбите внимателно и дневно да на некој начин се реагира во тие релации. Државата се задолжува само од почетокот на ковид кризата, земени се заеми од над милијарда евра. Дел од овие пари се дадени и за администрацијата, но сега се најавува мерка за намалување на работното време. Гледате ли овде економска логика? Нема економска логика ниту во покачување на платите на администрацијата, ниту во делот на намалување на работното време, затоа што сето тоа треба да биде проследено економски во соснова на продуктивноста. Значи, ние таа релација и таа корелација не сме ја следиле, да речам, конзистентно, туку сме ги правиле тоа во соснова на политички циклуси, односно изборни циклуси, водејќи сметка да придобиваме поголем број на гласови по таа основа, така да мислам дека дизајнирањето во иднина треба да биде на таа гледна точка следејќи ги економските циклуси, а не политичките циклуси. Следуваат локалните избори, кандидатите најавуваат голем број на проекти, но од друга страна гледаме дека долговите на општините ги плаќа државата. Како гледате на тоа? Лоша тенденција, но најлошо е навиката. Значи, ние веќе тоа го практикуваме долго време. Лани, као што знаете, им исплативме 50 милиони евра долгови. Добивме парите што дојдоа од ТАФ, од нереализираната изградба на аеродромот вториот, како надоместоци, тие пари ги насочивме во локалната заедница и доколку тие пари не се инвестираат дополнително во продуктивни проекти, инфраструктурни проекти, одржливи проекти, веројатно ќе имаме потешките и поднатака. Господин Беџети, ви благодарам за интервјуто. Беше драго. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.